На концертот испиле неколку коктели, почнале да танцуваат, па и се прегрнале, мигот што беше овековечен на видео. Бев многу засрамена и преплашена. Јас бев шеф на службата за човечки ресурси, а тој е извршниот директор. Целата ситуација е многу клише и многу лоша, раскажува Кристин. Заедно со Енди веднаш напишале мејл до директорите на фирмата, но додека да го испратат, видеото веќе било насекаде. Очекувано директорите започнале истрага, а бидејќи и Кристин и нејзиниот шеф уште биле во брак, биле испратени на принуден одмор. Кристин дала отказ следниот ден и иако директорите сакале да се врати на својата позиција, таа сепак одбила. Во меѓувреме Кристин вели дека станала мета на шеги, навреди, но и закани, тврди дека добила над 60 закани по живот. Исто така се случувало кога ќе излезе надвор, луѓето да ја довикнуваат со навредливи зборови. Иако Кристин веќе била разделена со сопругот и целото семејство знаело за тоа, видеото се одразило многу лошо врз нејзината репутација. Таа смета дека не е во ред што јавноста секогаш ги оцрнува жените без да ја знае целата приказна. Мислам дека јас како жена, како и обично, го излегов по дебелиот крај. Луѓето ми велат дека сум спонзоруша, дека сум успеала бидејќи сум спиела со директорот, што воопшто не е точно. Работев многу напорно за да стигнам до тука, а сега ме обвинуваат за неверство. Кристин поднела барање за развод на 13 август и вели дека поранешниот сопруг и помогнал да се справи со целата ситуација. Нејзините деца кои се на тинејџерска возраст оделе на терапија и сега се чувствувале многу подобро. Што се однесува до поранешниот директор на Кристин, Енди, тој уште е во брак со неговата сопруга, но неодамна го продадува нивниот стан во Њујорк. Се држат настрана од јавноста, но во септември беа фотографирани заедно на плажа. Акторот Муамер Касумович, звезда од серијата Луд, збунет, нормален, ја врати 3 јануарската награда на општина Биело Полје, која ја доби во 2017 година, откако конечно беше осуден за тешкото кривично дело педофилија. Иницијативата за одземање на наградата била на член на одборот на Демократска Црна Гора, Марко Ѓукич, кој побара наградата на Муамер Касумович формално да му биде одземена поради конечната пресуда. Иако Општинското собрание усвоило општи заклучоци според кои наградите може да бидат одземени од лица осудени за тешки кривични дела, во овој конкретен случај не била донесена конкретна одлука. Касумович ја доби наградата во 2017 година, додека неколку години подоцна во Сараево изврши блудничење врз 15 годишно момче. Во своето соопштение за медиумите, Касумович меѓу другото објасни дека решил да го преземе овој чекор за да како што нагласи да го зачува достоинството и интегритетот на самата награда. Акторот кој беше осуден во Сараево со казна затвор од 1 година ќе биде вклучен во регистарот на сторители на кривични дела против сексуалната слобода во Црна Гора. Македонскиот народен театар ја заокружува 80 годишнината со капитална монографија и мултимедијален спектакл на Дејан Пројковски. Јубилејот, одложен поради национална трагедија, го рефлектира континуитетот на институцијата како стожер на јазикот и културата, обединувајќи ги историските архиви со современиот уметнички израз под раководство на директорот Никола Кимовски. Одбележувањето на 80 годишнината од основањето на Македонскиот народен театар представува чин кој ги надминува рамките на обичен културен јубилеј. Основан во 1945 година во екот на воспоставувањето на современата македонска држава, МНТ низ децениите се етаблираше како примарен чувар на македонскиот јазик и национален идентитет. Промоцијата на монографијата Македонски народен театар, приказни поголеми од времето, одржана на 18 декември 2025 година, е обид за систематизација на овој 8-деценијски развој. Под уредништво на театрологот и кустос доктор Ивана Јарчевска, ова капитално издание не представува само статистички преглед на над 420 поставени драмски представи, туку интимна историја на институцијата. Вклучувањето на текстови од истакнати личности како Никола Ристановски, Дејан Дуковски, Ана Стојановска и Игор Џамбазов укажува на намерата да се создаде
полифонски портрет на театарот. Дизајнот на Зоран Кардула дополнително го позиционира ова издание како современ артефакт кој ја поврзува традицијата со модерната естетика. Нашиот познат фолк пејач Наум Петревски го представи својот најнов музички проект синглот Една солза, песна што носи силна емоција и современ музички израз, задржувајќи ја препознатливата чувствителност по која публиката го памети. Песната беше премиерно објавена пред помалку од еден ден, а за кратко време го привлече вниманието на слушателите, бележејќи голем број на прегледи и позитивни реакции на социјалните мрежи. Музиката, текстот и аранжманот на Една солза се дело на Јован Василевски, кој со внимателно изградената композиција и дава модерен, но истовремено топол и интимен карактер. Песната е снимана во студио D1, а во нејзината реализација учествуваат и врвни музичари од домашната сцена, Димитар Михајловски на виолина и Гоце Симоновски на гитара и бас. Инструменталниот аранжман создава богата атмосфера што современо го надополнува вокалот на Петревски, кој и овој пат ја пренесува емоцијата со искреност и зрелост.